Петото издание на трката Тито Врв Sky Race ќе се одржи на 4 јуни в недела. Што сочинува целата организација, кој се може да учествува? Трката ќе биде во организација на Планинарското друштво Македон и токму оттаму ова утро го имаме Душко Петрушевски кој што ќе ни ги каже буквално сите детали за петото издание на Тито Врв Sky Race. Душко, ќе ти посакам добро и убаво утро. Благодарам на поканата, Ивана. Поздрав до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Пета година поред или пето издание на Тито Врв Sky Race. Како настана оваа трка која што мора да споменем уште на почеток дека не е ниту малку лесна, нели за трчање и секако за да се учествува во нејзе. Да, точно, годинава е пето мало јубилејно издание на оваа трка. Сега 2 години ги поминавме малце во корона, трката се одржа, меѓутоа во да речем поинтимна атмосфера, без многу најави, чисто за да се одржи континуитет. Инаку приказната за Тито Врв Sky Race започнува пред 5 години, точно така. Sky Race е еден термин кој што е универзално прифатен, нели кај нас буквална смисла би било трчање на небото или на облаците, но дисциплина која што во светов, посебно во Западна Европа, постои веќе од 90-тите години. Еден вид на трка на планина, кој што кажува и самото име Sky Race, кој што се одвива на многу повисока на поголема надморска висина отколку што се другите трки, оние планински трки. Така да ние како планинарско друштво често знаеме да бидеме иновативни многу работи и секогаш целиме највисоко, така што пред 5 години дојде идејата во клубот да почнеме со организација на една ваква трка. Организацијата во овие 5 години, ние мислиме дека од година во година и има резултат тоа, напредуваат резултатите на учесниците, што значи дека сме на добар план, на добар пат, дека Македонија дава одлични тркачи на овој тип на трки на планини. Што е различно и што е интересно за овој тип на трка? Sky Race-от според дефиниција и според она што го бара нели светската организација која се занимава со овој тип на трки, бара одредени критериуми кои што мора да ги исполнуваат за трката да влезе во критериум Sky Race. Тоа на кратко што би значило дека треба да биде негде на висина од 2000 метри надморска висина и нагоре, дека во тие Sky Race-от сега има неколку дисциплини, меѓутоа конкретно овој тип на трка бара да има не помалку од 20 километри, да има некоја висинска разлика од 1200 метри и така натаму, со што ние имаме многу планини, имаме одлични терени за ваков тип на трки, со што Тито Врв, највисокиот врв на Шар планина, ги овозможува, нели, ги исполнува тие критериуми и тие услови, така што 5 години ние организираме таа трка со почетна точка Попова шапка, идеме до врвот Тито Врв и се враќаме на Попова шапка за финишот на трката. Да, на 4 јуни ќе се одржи оваа година, малку порано нели од претходните изданија. Зошто се помести датумот оваа година? Да, оваа година изданието ќе биде порано малце. Главна причина е тоа што се ориентираме секогаш оваа трка да биде пред Европското првенство кое што се држува оваа година, на интерес на сите и на големо задоволство. Европското првенство во Sky Race го доби Србија и Црна Гора. Они малце го поместија терминот, значи е првата недела од јули, со што ние ја поместивме и трката малку наназад, да има доволно време за припреми. Изданието оваа година на Тито Врв и сите претходни години, значи не е само државно првенство, туку е и квалификации за тоа европско првенство, што значи дека трите најбрзи момци и трите најбрзи девојки ги праќаме на европско првенство и трчаат во име на Македонија. А кој се може да се пријави на оваа трка која што е нели малку од повисок карактер, односно потешка трка може да кажеме, затоа што не секој нели може да се искачи на Тито Врв. Кој се може да се пријави и да учествува на 4 јуни? Точно, значи овој тип на трки малце се не малку него малку повеќе се различни од сите оние трейл планински трки кои што се организираат не само во Македонија, туку и во другите делови од светов. Она што е специфично што ние немаме толку многу километри, се оние што трчаат тоа многу подолго знаат, меѓутоа имаме многу висинска разлика за искачување, како што знаеме ние планинарите да кажеме.
што значи дека бара исклучителна подготвеност, сила, кондиција и се друго што носи, што е потребно тоа на еден надпреварувач. Оно што е различно, ако тргнеме од организацијскиот аспект, е тоа што организацијата е многу потешка. Самиот терен е непристапен, не може возило да дојде, така што ние како организација, почнувајќи малтене од денеска, па унаредните 2 недели идеме постојано на Титов врв, мораме да транспортираме освежителни станици нагоре во планината, има луѓе кои што спијат на Титов врв ден пред трката за да бидат спремни за утрото. Ке кажам отворено, пошто немаме како, нема возила, значи дел од оние потребни работи што ни се за нагоре на планината, значи вода, освежителна станица, храна, медицински работи и слично, ги носиме дел во ранци, на грб, дел со коњи до самиот Титов врв, така што бара сериозна организација, затоа што и самата трка е сериозна. Се одвива по каменест предел, може да имаме и оваа година сум сигурен дека ќе имаме и остатоци од снег, нели, уште ладно на планиниве до малтене до вчера врнеше снег. Така што сето тоа мора да се земе во предвид, секој што учествува на овој тип на трки е соочен со ризикот и со предизвикот кој што носи со себе оваа трка, така што ние како клуб и како организација мораме да бидеме максимално спремни за да не дојде до некои несакани последици во текот на трката. Да, за жал некако институциите малку глуви остануваат, нели, на вашите барања и на барањата кога се работи, нели, во однос на трките, односно спортските настани, но сепак успевате, нели, сами да се организирате и да се одржи сепак трката, да не престане, нели, оваа традиција. Да, точно. Видите, за ваков тип на трка да се организира потребно е стварно многу енергија и секако потребна е поддршка. За жал, како што кажав и како што сме кажале претходно, нема многу слух од поголемите од институциите или од некои поголеми фирми за организација на оваа трка или за помош во организацијата на оваа трка, затоа што како што кажав, за да може некој настан да успее, а ова е настан и од државен карактер, значи спортско надпреварување кој што веќе постои. Значи еве кажав, како што кажав на почеток, Европското првенство го доби Србија и Црна Гора, значи тоа не го добиле случајно. Веќе таму многу се вложува во овој тип на спорт и во овој тип на трки, така што ќе видите во нашето соседство овие трки се поддржани од големи спортски брендови, фирми, општина, државни институции. Трката не е само значајна, јас кажувам, не е само значајна од спортски аспект, него значајна и од аспект на развој на регионот. Попова шапка реално во летните денови, иако е преубаво место, е потполно мртво, ништо не се случува. Ние успеваме за еден викенд околу организација, значи покрај учесниците синој што ќе дојдат да гледаат едно друго, да дојдат меѓу 200 и 300 луѓе во еден викенд, што е и такако значајно за самиот регион. Поголема поддршка, поголема иницијатива, може да се расшири работата и да биде шапка туристички интересна и летно време. Да се надеваме дека можеби наскоро или во следното издание институциите и оние кои што се потребни, нели, да дадат поддршка ќе го направат тоа за Титов врв Sky Race трката, кое што и тоа како значајно, но каде можат да се пријават учесниците, сите оние кои што сакаат да бидат дел од трката и до кога трае пријавувањето? Да, значи сите оние што сакаат да учествуваат на трката има на веб страната на нашиот планинарски клуб Македон, има линкови и страните што се на Титов врв Sky Race, начинот на кој што може да се пријават и да се регистрираат за оваа трка, тоа може да го направат уште една недела до крајов на неделава. Во меѓувреме ние како клуб се спремаме, се организираме, реков, нека наскоро излагаме на терен да видиме што се случува, потребно е обележување на стазата, потребна е маркација, значи во нашиот клуб и луѓето кои што се директно вклучени во ова, постои ентузијазам, постои желба и тоа е она што не држи да продолжиме да организираме оваа трка и се надевам дека тоа ќе трае и понатаму. Да, планинарите си кад со себе носат, нели, добра енергија, но што е она што е потребно да си го имаат со себе учесниците кои што ќе бидат дел од трката? Значи, како што кажав, при пополнување на тој формулар за учество во трка си стои известување што све е потребно од опрема. Оние кои што учествуваат на планински трки знаат што треба да се носи, што е оно без кое не можете да тргнете нагоре. За веќе технологијата околу спортската опрема е отидена многу напред, така што више конкретно се знае, вас не ви треба товар, сепак ова е трка, се иде многу брзо.
така што сите оние кои што учествуваат точно знаат што треба да носат, ние тоа го напоменуваме, значи од шушкавец, од наочари, од ракавици, од сето тоа. Сепак трката е над 2000 метри, идеме до 2700 највисоко на Шар планина, така што и да е доле лето, горе условите може да бидат сосема поинакви, така што тоа све е објаснето, тоа све е напишано и оние кои што се пријавуваат го знаат и без тоа не може да учествуваат на трката. Јас се надевам дека оваа година ќе не послужи времето, лани не ни беше во прилог, имавме еден силен дожд, доколку оваа година секако што треба, јас се надевам дека тие момци и девојки кои што учествуваат се уште повеќе спремни, дека ќе има нови рекорди на патеката и во машка и во женска конкуренција. Да, секако и најспремните, нели ќе заминат на европското првенство во соседството, но кои се вашите очекувања како планинарско друштво и како организатори на оваа трка? Очекувањата се дека повторно ние секој целиме да ги имаме оние најелитни тркачи, машка и женска конкуренција, дека сите тие овој период ќе бидат здрави, ќе бидат спремни да учествуваат на оваа трка, затоа што е подобра конкуренцијата, тоа е и подобро времето. Јас се надевам дека во меѓувреме и други ентузијасти кои што ќе сакаат да го прифатат овој предизвик. Реков, Титоврф Sky Race единствен ваков тип на трка во Македонија, така што секој кој што сака да учествува е соочен со предизвикот првен спрема себе си и предизвикот кој што го носи планината. Нашите очекувања се дека овој тип на надпревари ќе станат се помасовни во иднина, дека се повеќе луѓе ќе имаат интерес, затоа што како што кажав, еве од оваа година овој тип на трки во Европа почна и телевизија, спортска телевизија етаблирана во Европа и во светот да пренесува, така што се иде напред. Сега се надевам дека ние иако како земја во регионов со најголем број на планини, дека нема да заостанеме многу позади соседството, дека ќе имаме покрај оваа трка и други трки што би можеле да се случуваат, и други организации со што целата заедница бидела напред. Јас ви посакувам да имате успешно пето издание на Титоврф Sky Race, да постоите, односно да обстои трката, уште многу години, секако најдобрите 6 мина, нели, ќе да заминат на европското првенство. Точно. Ви благодарам за поканата, се надевам дека овие кратки минути се доволни за да представиме и да слушате некој нешто повеќе за оваа трка. Како што кажав и за крај, дека Титоврф Sky Race е и највисока трка на XU земјите, а и меѓу неколкуте највисоки на Балканот, нели со исклучок на Грција и Бугарија кои што имаат два повисоки врвови, кои што имаат трки кои што идат до таму, сепак Титоврф е навистина нешто со кое Македонија може да се гордее понатаму. Да, апсолутно е така, нели секако ве покануваме сите вие кои што се чувствувате нели физички спремни, сите вие љубители на планината да бидете дел од оваа трка која што ќе се одржи на 4 јуни во недела. Трката секако можете за нејза да се пријавите на веб страницата на планинарскиот клуб Македон, таму ги имате сите детали за пријавување и за учество во истата.